48 часа отколку партиите го добија своето, победниците треба да мислат како ќе им се раздолжат на граѓаните. Големите ветувања сега се милионски пакет кој полека во наредниот период треба да се отвора. Ја очекувам они што кажа тоа да го направат. Очекувам тоа 1000%. Мислам дека би требало да може, по мое мислење, и треба да биде да исполнат, да не остане само со обеќање. Не верувам ништо во ова. Вие 30 години, Бога ми, од тие ветувањата, ама ништо не се изонеде. После формирање на владата, сега се исполни. Ќе видиме ситуацијата е лоша у државата. Ова е вообичаена постизборна ситуација, но прашањето е што од ветувањата реално македонската економија може да поднесе. Од овие причини Институтот за економско-политички истражувања Finance Think симултано ги анализираше политичките ветувања во разумни рамки. Најболната точка, минималната плата е вадица на сите партии и таа е посебно актуелна од низиното воведување во 2012 година. Што и да кажале на оваа тема партиите, вистината е дека според долгорочните економски предвидувања на европските експерти за секоја земја посебно, минималната плата до 2024 година не може да биде поголема од 17.978 денари. Велат од посочениот институт. Во истиот контекст се и ветувањата, а кои се однесуваат на олеснување во социјалната и даночната политика, односно ослободување од некои даноци. Симулираните проекции за движење на буџетските приходи и нивното намалување по овие основи, државата во наредните 4 години ќе ја чинат од 45 идната до 122 милиони евра во 2024 година. Повторно е нагласено во истражувањето на Finance Think. Затоа, доколку партиите останат доследни и овозможат даночни олеснувања, во тој случај ќе порасне јавниот долг, што од друга страна е спротивно на ветувањата дека ќе имаме фискална стабилност и консолидација. Значи, или едното, или другото. Двете работи заедно не можат.